Драги браќи и сестри, добро утро. Нека е слава на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, што ни даде уште еднаш можност да се собереме, ни даде прилика да бидеме заедно и заеднички да го прославиме Неговото име. Денеска е посебен ден. И затоа сакаме да го одбележиме, да му дадеме големо значење, бидејќи на овој ден се исполни едно пророштво, односно обеќание кое Господ Исус Христос им рече на своите ученици: јас си одам и ќе ви го пратам Светиот Дух. Не рече ќе ви го дадам како нешто материјално, но ќе ви го пратам. И тој ќе биде ваш утешител, тој ќе ве води, ќе ве охрабрува, ќе ве ојачува, ќе ви дава мудрост, сила и се што му е потребно на еден човек за да оди по Христовиот пат. На тој ден се формираше и првата црква, и тој ден е многу значен за секој еден кој се нарекува христијанин. Другите религии не можат да го имаат Светиот Дух. Зошто? Кој го има Христос, го има и Светиот Дух. Кој го нема Христос, го нема и Светиот Дух. И не може некој што верува во друг Бог да го има Светиот Дух. И ние треба да бидеме многу благодарни што Бог ни го прати Светиот Дух, и секој оној кој е негово дете, секој оној кој припаѓа на него, кој се покајал, кој се наново родил, Светиот Дух доаѓа во него и го води. Без него ние не можеме ништо да направиме. Ако можеме да се сетиме уште на самиот почеток, првата црква или учениците живееа во страв, се криеја, беа уплашени за својот живот и никаде не одеа. Но кога веќе дојде Светиот Дух врз нив и во нив, тогаш излегува на плоштадите, почнаа отворено да зборуваат, не се плашеа и покасно гледаме беа тепани, затварани, убивани, но тие не се уплашени. Тоа е што Светиот Дух прави во нас. Без него ние не можеме да ги поднесеме сите тие работи. Без него ние немаме сила да бидеме христијани. Може да правиме нешто, но секогаш ќе биде со страх, секогаш ќе се срамуваме, секогаш ќе се криеме. Бог затоа ни го прати Светиот Дух, да имаме таа сила и да можеме храбро да одиме напред. Затоа ние денес ќе го прославиме тој ден на посвечен начин, ќе имаме и песни, ќе пееме, самата проповед ќе биде во тој правец и ќе слушаме нешто повеќе од нашиот брат кој ќе ни зборува. Затоа нека внимателно да слушаме и нека да го славиме сега нашиот Спасител Исус Христос. Ќе почнеме службата со песната број 34. На светол облак полета кон небо Исус сам, но својот дух го излија тука на земјата. Песната број 34.
Нека да се исправиме и да благодариме на Бога. Татко Небесен, од длабочината на нашите срца, сакаме да ти благодариме што ти се грижиш за нас, што ти мислиш на нас и никогаш не оставаш. И на овој ден ти твоите верни не ги остави, но ти им го прати утешителот. Ти го прати Светиот Дух кој ќе ги води, кој ќе управува со нив, кој ќе им дава мудрост, знаење, храброст, сила. Светиот Дух кој ќе ги води по патот, ќе ги насочува каде треба да одат верните. Светиот Дух ќе им дава зборови кога треба да се бранат. Светиот Дух дава сила кога се слаби. Светиот Дух дава утеха кога се измачени. Ние знаеме дека учениците беа тепани, беа затварани, но не се уплашија, не се обесхрабрија, но уште повеќе. Тие те славија со песни, тие сведочија уште повеќе. Затоа што Светиот Дух ги водеше и ги охрабруваше. Да, Господи, на нас останува да ние се предаваме во Твоите раце, да ние дозволиме да Твојот Дух не води и нас. Ти си го обекал на секој еден кој припаѓа на Тебе, на секој еден кој е Твое дете. Господе, ние сме Твои деца. Ние, Господе, те сакаме Тебе. Ние живееме за тоа што Ти не водиш и Ти управуваш со нас. Господе, исполнувај не се повеќе и повеќе. Давај ни мудрост секој пат да гледаме кон доброто, не кон злото. Давај ни мудрост да можеме да разбираме кога сатаната се приближува и кога не напаѓа. Да, Господе, Ти си ни потребен во секојдневниот наш живот, во секоја област од нашиот живот. Господе, води ме и ова утро. Благослови го Твоето Слово и ова утро, бидејќи тоа не исполнува, не храни, ни дава знаење. Благослови го нашиот брат кој ќе зборува, преку него и ние да бидеме исполнети. Господи, и секој еден кој е овде, секој еден кој слуша, секој еден кој гледа, нека биде допрен од Твоето Слово. Бидејќи подобра храна не постои од духовната храна. Бидејќи таа ја храни нашата душа, не нашето тело.
Таа храна не обновува. Таа храна не приближува се повеќе и повеќе до Тебе. Господи, благослови ги сите кои се болни, стари, изнемоштени, сите кои, Господи, кои имат потреба од Тебе и викаат кон Тебе. Смилувај се над нив. И Те молиме за нашиот народ и за нашето село. Смилувај се над нив, Господи, отвори ги очите, да можат да видат и да разберат дека единствено само во Тебе е вистината и дека Ти си тој кој управуваш со овој свет. Нека е слава на Тебе, Господи, во името на Исус Христос. Амин. Како што кажавме, сега нема да пееме втора песна, но хорот ќе излезе. Имаме две песни, ќе ги испееме. Како? Ќе ги замолам да излезат па да испееме.
Сега е наред да го слушаме Божјето Слово. Верувам дека сите сте дојдени внимателно да слушате, бидејќи денеска можеме нешто повеќе да научиме за Светиот Дух. Нашиот брат сигурно се припремил и тоа што Бог му го ставил во срцето, ова утро треба и нам да ни го пренесе, а ние со внимание да слушаме, да не пропуштаме нешто, бидејќи секое нешто што ние го пропуштаме, тоа после негативно делува на нас. Словото Божје треба да биде запишено во нашите срце. А ако не внимаваме, како ќе биде запишено? Значи, секое едно слушање е плюс за нашето духовно растење. Затоа го повикам нашиот брат да дојде и да ни послужи со Божјето Слово. Сум благодарен на Господа Исуса Христа, што можев да дојдам и оваа богослужба, да бидам со вас и баш на тој свечен ден Педесетница. Нека Господ да го благослови Словото си, песните што ги пееме и се да бидат за наша полука за слава на Него. Како уводен текст ќе прочитам Јована 14 глава, од 16 до 18 стих. Јована 14, 16 до 18. Словото ни вели: Јас ќе го помолам Отецот и тој ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас до века. Духот на вистината, кого светот не може да го прими, зашто не го виде, ниту го познава, а вие го познавате, зашто во вас е, односно друг превод вели, тој престојува при вас и во вас ќе биде. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам кај вас. Тоа се зборовите на Господ Исус Христос, што им ги кажа на своите ученици. Библијата учи дека Бог е еден, но се изразува, односно се објавува во три лица. Тоа се Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Свет. Еден Бог во три лица. Тоа е мистерија, голема тајна, што ние како созданија Божи со ограничени умови нема да можеме никогаш да ја разбереме.
Бог го знае тоа и затоа од нас луѓето да бара да веруваме во тројството, а не да го разбереме. Да веруваме за да не погинеме. Во Библијата, во Јована 3:16 е запишено: зашто Бог, Отецот, толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, тоест Христос, да секој што верува во Него, да не погине, но да има живот вечен. На оние што ќе поверуваат во Отецот и Синот, Бог ќе им го испрати Светиот Дух во срцата нивни и преку Него ќе ги нановороди. И Бог ќе стане нивен небесен татко, како што читаме во Галатјаните 4:6. Ќе станат синови и ќерки Божи и ќе викат Ава Оче. За да ни биде даден Светиот Дух, прво треба да поверуваме во Христос. Христос е вечниот и единствениот Божи син. Бил испратен на оваа земја за да стане човек, од крв и месо, за да може да умре, како што читаме во Евреите 2:14. Тој се јави за да ги отстрани гревовите наши, вели апостол Јован, 1 Јованова 3:5. Целта на неговото доаѓање беше да стане јагне Божие кој ги зеде гревовите на светот врз себе. Најголемиот дар за луѓето е сам Господ Исус Христос, бидејќи само неговата света крв може да ги очисти нашите гревови. Тој ја плати цената за ние да бидеме откупени за Бога. Тој е наш спасител, наша праведност, наш посредник. Исус е најголемиот Божи дар за нас и најголем благослов. Вториот дар и благослов за нас, верните, е Светиот Дух. Од како Бог ни ги простил гревовите, сака да не исполни со Светиот Дух. Тој е третото лице од Светото Тројство. Светиот Дух е личност. Во Галатјаните 3:13-14 читаме: Христос не искупи од клетвата на законот, откако поради нас стана клетва, бидејќи е напишено: секој да е проклет што виси на дрво. Та благословот на Авраама да се распространи над јазичниците, за да го добиеме ветениот дух преку верата. Која е причината што Христос не искупи од клетвата на законот? Причината е благословот на Авраам да премине над јазичниците. Јазичниците се сите други народи кои што не се евреи, а тоа сме и ние. Тој благослов ни се дава за да го добиеме ветениот дух преку вера. Кој е благословот на Авраам? Благословот на Авраам е сам Христос. Читаме во Галатјаните 3:16. Преку вера во Христос ние добиваме простување на гревовите и неговата праведност. А тоа му е потребно на секој човек ако сака да се спаси. Ако немаме простување на гревовите, не можеме да бидеме спасени. Бог сака сите луѓе да се спасат. Затоа за сите го испрати Христос, второто лице од Светото Тројство. И за тоа пишува во Галатјаните 4:4. Кога се исполни времето, Бог го испрати својот син. Зошто? За да може секој да биде откупен и постигнет преку него. На секој што ќе поверува во Христос, Бог му дава право да се нарече син или ќерка негова. А потоа на сите деца своји, Бог го испрати духот на својот син во срцата ваши. Галатјаните 4:6. Штом ќе станеме деца Божи, Бог ни го испрака третото лице од Светото Тројство во срцата наши. А тоа е Светиот Дух. Првиот најголем дар
и благослов от Бога е Христос. Вториот најголем дар и благослов от Бога за нас е Светиот Дух. Светиот Дух е личност, не е некој абстрактен поим. За него се вели, самиот Дух му сведочи на нашиот Дух дека сме чеда Божии. Римјаните 8:16. Во Јована 14:16 Исус вели, јас ќе го помолам Отецот и Он ќе ми даде друг утешител, за да биде со вас довека. Друг утешител беше првиот утешител беше Исус. Кога беше со учениците, тие се чувствуваа добро. Беа утешени, охрабрени, поучени, водени. Ако има некое прашање, ќе му го поставија и тој секогаш ќе дадеше точен одговор. Имаше одговор за се. Кога беа уплашени, тој ги тешеше. Например, во Јована 14:1 им вели, да не се плаши срцето ваше. Верувајте во Бога и во мене верувајте. Исус, Синот Божи, Создателот на се, Царот на Вселената, на небото и на земјата, ги теши уплашените срца на учениците своји. Колку многу бил приступачен и мил. Кога Исус им кажал дека наскоро ќе се врати при својот Отец, кој што го пратил, срцата на учениците се исполниле со тага, пише во Јована 16:6. А Исус продолжува да ги теши. Па им вели, варно е за вас да си отидам. Оти ако не си отидам, утешителот нема да дојде при вас. Ако пак заминам, ќе ви го пратам. Јована 16:7. Колку време ќе биде Светиот Дух со учениците и со нас, верните, за да биде со вас до век? И во Стариот Завет Светиот Дух бил присутен, но тогаш доаѓал и си одел. Доаѓал врз одредена личност, не влегувал во неговото срце, но бил врз него и со него за одредено време и за одредена цел. Такви биле пророците, свештениците, царевите, судиите. Еве еден пример од книгата на судиите, кој зборува за Самсон, кога сретнал на патот еден лав, вели, и Духот Господов слезе врз него. И тој го раскина лавот, како јар, а во раката негова немаше ништо. Судии 14:6. Истото тоа, Духот Господов слезе врз него, го има на повеќе места во Судиите. И дојде Словото Господово, сега зборува пророк Еремија, во 32:26. Дојде Словото Господово до Еремија. Потоа во 33 глава, првиот стих вели, и втор пат дојде Словото Господово до Еремија. И така натаму. Имаме многу примери од Стариот Завет. Така било во Стариот Завет. А денеска во Новиот Завет Светиот Дух може да дојде до секој верник. И секој верник го има Светиот Дух во себе, не само со себе и врз себе. И за колку време? За секогаш. И не само тоа, туку и сме запечатени со него. Во Ефесијаните 4:30 вели, и не го оскрбувајте Светиот Дух Божи, со кој сте запечатени, за денот на избавувањето. Запечатени со Светиот Дух до денот на избавувањето. Тоа значи, кога ќе поверуваме во Господ Исус Христос, Светиот Дух става печат на нас. Не може да го изгубиме спасението. Исто читаме и во Ефесијаните 1:13. Во него и вие, откако го чувте Словото на вистината, благовестено
за вашето спасение и откако поверувавте во него, станавте запечатени преку ветениот Свети Дух, кој е залог за нашето наследство. Откако сме поверувале во Христос, Светиот Дух се вселува во нас, живее во нас. Нашето тело станува храм на Светиот Дух. Апостол Павле им напишал на коринтијаните, а кој се соединува со Господа, еден дух е со него. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој живее во вас и ви е даден од Бога, и дека не припаѓате само на себе си, скапо сте купени. Затоа прославете го Бога во своите тела и во своите души, кои се Божи. 1 Коринтијаните 6 глава, 17, 19 и 20. Каков е Светиот Дух? Тој е исто таков каков што е Христос. Пред да се вознесе Исус им вели на учениците да отидат по цел свет, да го проповедат Евангелието на сите народи и на крај ги утешува со зборовите. И ете, јас сум со вас преку сите денови до сошетокот на светот. Матеј 28:20. Како може Исус да биде и на небото, при Отецот, и на земјата со своите ученици истовремено? Како може? Одговорот е едноставен. Отецот, Синот и Светиот Дух се едно. Три лица се, но Бог е еден. Во Стариот Завет Светиот Дух доаѓал и си одел. Зошто? Затоа што тие го немаа Светиот Дух во себе. Тие живееа под крвта на волови, кози и овци. Сите верници од Стариот Завет се спасувале преку капар. Има еден збор старски, капар. А капарот бил жртвите на животни, одредени за тоа. А тие жртви биле сенка на единствената вистинска жртва Христос. Неговата света крв пролиена на Голготскиот крст. Крвта на животните што била проливана во Стариот Завет не можела да ги очисти гревовите на луѓето, туку само ги покривала. Тоа било само сенка, слика на Христовата крв, која требало да се исполни во своје време. Само Христовата света крв може да ги очисти и да ги избриши нашите гревови. Така читаме од 1 Јована 1:7, Евреите 9:14. Ние живееме под крвта на Христос. Неговата крв не очиствува, не осветува совршено, така што Светиот Дух може да влезе во нас. Затоа верните од Стариот Завет не можеле да го имаат Светиот Дух во себе. Тие не биле исчистени од гревовите затоа што Христос не беше се жртвувал се уште. Затоа може поопширно да читаме во Евреите 9 и 10 глава. Еве, например, Евреите 10 глава 4 и 11. Не е можно телешката и јарешката крв да ги премавнаат гревовите, или да ги одземат, или да ги отстранат, зависи од преводот. Не е можно. А Христос, за него што вели Евреите 10:14, преку едно принесување, осветените, он ги направи за секогаш совршени. Тоа може само Христос да го направи. Исус им вели на учениците: јас ќе го помолам Отецот и он ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас довека. Духот на вистината, кого светот не може да го прими, оти не го виде, ниту го познава, а вие го познавате, зашто тој престојува при вас и во вас ќе биде. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам при вас. Јована 14:16-18. И во вас ќе биде. Тоа го вели Исус еден ден пред да биде распнат. До тогаш тие го немале Светиот Дух во себе.
а тоа е затоа што Исус се уште не беше жртвуван. Исто како старозаветните верници го немаа духот зашто Христос не беше умрен. Така читаме и во Јована 7 глава 37 до 39 стих. А во последниот ден од празникот застана Исус и извика со висок глас велики: кој е жеден, нека дојде при мене да пие. Кој верува во мене, од неговата утроба, како што е речено во писмото, ќе потечат реки на жива вода. А ова го рече за духот, кого што ќе го примат оние кои веруваат во него. Оти Светиот Дух уште не им беше даден, бидејќи Исус уште не беше прославен. Тоа е причина. Не може Духот да им биде даден пред да умре Исус и да воскресне и да се вознесе на небото. До тогаш не беа исчистени внатрешно. Но после смртта и воскресението, кога се навршија дните на Петдесетницата, читано Дела апостолски 2:1, тогаш дошол Светиот Дух врз апостолите и другите ученици собрани заедно еднодушно во Ерусалим. Сите били исполнети и крстени со Светиот Дух и тоа било пропратено со видливи знаци и чуда, шум од небото како силен ветар, огнени јазици врз главите на апостолите, говорење на други јазици непознати, силна проповед на апостол Петар и обраќање на 3000 души одеднаш. Тој ден е роден денот на Христовата црква. Од тогаш црквата Христова се проширила по цел свет. Христос ја изградила својата црква преку силата на Светиот Дух. Христијаните го имаат во себе Светиот Дух постојано. Неговата сила им стои на располагање секогаш, во секое време. Како луѓе кои живееме на ова грешна земја и носиме грешни тела, паѓаме и погрешуваме, но Светиот Дух е секојаш со нас. Кога и да побараме помош, он е спремен да ни помогне, да не утеши. Во секоја наша неволја може да повикаме: Боже, помагај! А тој ни вели: тука сум. Не се плаши. Јас сум со вас. Кој родител не е спремен да му помогне на своето дете, кога ќе повика кон него за помош? Или ако страда детето од болест, или нешто друго, родителот се чувствува со него и го теши. Така постапува и Бог со нас. А кога детето е непослушно, тогаш родителот тагува и го советува. Така и Светиот Дух е натажен, оскрбен кога грешиме. Чека да се покаеме. Преку Словото ни зборува и не изобличува, не коригира. Светиот Дух има голема улога во нашиот секојдневен христијански живот. Тој е наш учител. Без негова помош ние не можеме правилно да го разбереме Словото Божјо. Едно од имињата негове е и Духот на вистината. Читаме во Јована 15 глава 26 и 16-13. А кога ќе дојде он, Духот на вистината, ќе ве упати во секоја вистина, но од себе нема да зборува, а ќе говори што чуе и ќе ви ја каже иднината. Он мене ќе ме прослави. Првата работа на Светиот Дух е да го изобличи светот за грев,
Јована 16:8. За грев дека не веруваат во мене. Јована 16:9. Без вера во Христос никој не може да биде спасен. Тоа се однесува за светот, за оние што не веруваат. А ние што веруваме, го читаме, го проучуваме детално Словото Божие, знаејќи дека целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, изобличување, поправање, поучување во правдата, за да биде Божиот човек совршен и годен за секое добро дело. 2 Тимотеја 3:16-17. Работата на Светиот Дух е тоа да не изобличува, поправа, да искорени од нас секоја лоша мисла, секој грев. Кога ќе застанеме пред огледалото, се гледаме себе си, такви какви што сме. Огледалото не покажува каков е некој друг, не покажува нас. Не може да кажеме, јас тоа не сум. Огледалото е открива вистината, реалност. Така е и со целото Свето писмо. Кога читаме, се гледаме себе си и Светиот Дух ни открива вистината. Ни кажува нашите недостатоци и слабости. Ни покажува какви сме ние и какви треба да бидеме. Тој сака да бидеме се послични на Христос. Светиот Дух ни дава желба да бидеме се послични на Христос. И нашата интимна врска со Него да биде се поблиска и поголема. За да работи Светиот Дух во нас, потребно е редовно да го читаме Словото Божие и да се молиме. Не може да се изговараме и да велиме, немаме време. Време има доволно, само треба правилно да го распоредиме и да не го злоупотребуваме. Има една уникатна молитва дадена во Стариот Завет, која е кажена директно од Бога на Мојсей и Арон. Од таа молитва од нив не се бара ништо, но само да се молат со зборовите со кои Бог сака да ги благослови израелците. И му рече Господ на Мојсей велики, кажи му на Арон и на синовите негови, така да ги благословувате синовите израелски и да им говорите, да те благослови Господ и да те чува, да погледне кон тебе Господ со светлото свое лице и да те помилува, да го сврти Господ кон тебе лицето свое и да ти даде мир. Така да го повикувате името Мое над синовите Израилеви и јас ќе ги благословам. 4 Мојсеева 6:22-27. Каква прекрасна молитва! Какво Божјо обетување! Самиот Бог кажува дека сака да не благослови, да не чува, да го сврте своето лице кон нас, да не помилува и да не го даде неговиот мир. Има ли нешто подобро тоа? Господ да биде со нас? Господ сака да го сврте своето лице кон нас. Ако е така, тогаш што треба ние да правиме? Дали треба да му го свртиме грбот на Господ? Далеко тоа да биде од нас. Од нас се очекува да имаме желба да се среќаваме со Него. Ако немаме желба за тоа, ништо не може да се случи. Во Псалом 27:8 читаме, псалмистот вели, срцето мое ми вели, барај го лицето Негово, и јас го барам лицето Твое, Господи. Секој верник треба да го бара лицето Божие. И тоа секој ден, ако сакаме да растеме духовно. Кога ние го бараме лицето Божие, Божиот одговор е, ќе те вразумам, вели Бог, ќе ти го покажам патот по кој да одиш, ќе бдеат очите мои на тебе. Псалам 32:8. Колку пати треба да не вразумува Господ? Секој ден.
Секој момент имаме потреба од водството на Светиот Дух. Секој ден да не учи и да ни го покажува патот Божи по кој треба да одиме. Секоја непослушност кон Божите совети нема да биде без последици. Со непослушност не може духовно да напредуваме. Божјата волја е да се стремиме кон совршенство, тоест да бидеме слични по образот на неговиот син, Римјаните 8:29. Целта на Светиот Дух како наш учител е да не прави се послични на Синот Божи. Светиот Дух не може да изврши својата работа ако ние не сме му послушни. Преку Словото Бог ни го покажа патот по кој треба да одиме, а ние треба да решиме да одиме по него. Доброволно, не на сила. Ако не е така, тогаш го жалостиме Светиот Дух. Светиот Дух се жалости затоа што е личност, тој има чувства. Во Ефесијаните 4:30 апостол Павле им заповедува на верните да не го жалостат Светиот Дух. А во Ефесијаните 5:18 им заповедува да се исполнуваат со Светиот Дух. Што значи да се биде исполнет со Светиот Дух? Тоа значи да дозволиме тој да управува со нас целосно, да бидеме под негова контрола. За жал, многу христијани не се под негова контрола, туку под контрола на својата волја или под контрола на грешната природа. За првите ученици на Духот пишува: и сите се исполнија со Дух Свети. Дела 2:4. Понатаму во Дела 4:8 пишува: тогаш Петар откако се исполни со Дух Свети им рече. И пак во Дела 4:31 читаме: и откако се исполнија, се потресе местото, откако се помолија, се потресе местото каде што беа собрани и сите се исполнија со Дух Свет. Станува збор за истите луѓе, Петар и другите апостоли и другите ученици со нив. Тоа е она што вели Павле: исполнувајте се со Дух. Ефесијаните 5:18. Тоа важи и за нас денеска. Исполнувањето бара услови. Има повеќе услови за човек да се исполни со Светиот Дух. За апостолите и првите ученици пишува: сите апостоли беа заедно и еднодушни. Дела 2:1. Еднодушни значи имало љубов, разбирање, слога. Во Дела 1:14 вели: тие сите еднодушно беа постојано во молитва и молење. Значи имало еднодушност и постојана молитва за исполнување со Светиот Дух. Понатаму апостол Павле во Галатјаните 5:16 заповедува: ви велам, живејте по Духот, или одете по Духот, зависи од преводот, и желбите на телото ваше нема да ги извршуваат. И тоа е устав, да се живее и да се оди по Духот. Што значи тоа? Тоа значи, како што учениците одеа по Исус, чекор по чекор, го следеа својот учител, така и со Светиот Дух, чекор по чекор, во нашиот духовен живот. Секој ден, секој час треба да се препуштаме на водството на Светиот Дух, да не учи, да не контролира помислите, зборовите и делата. А резултатот кој ќе биде? И желбите на телото ваше нема да ги извршуват. Се мисли на грешните желби, на страсти. Понатаму Ефесијаните 6:18 вели: молете се со Дух. Што значи тоа? Тоа значи да се молиме во склад со Божјата волја за нашиот живот. Да кажеме: но нека не биде мојата волја, туку твојата, Оче. Лука 22:42. Како што се молеше Господ Исус Христос. Понатаму читаме: не гаснете го Духот. Прво Солуњаните 5:19. Ако Духот сака нешто да не научи, не треба да му се спротивставиме. Или ако сака нешто да направиме, не треба да велиме: не сакам. Зашто
така го гасиме духот. И уште една заповед за крај. Словото Христово изобилно нека се всели во вас. Во секоја премудрост да се учите и да се советувате еден друг со псалми и химни и со духовни песни, пејќи му на Господа со благодарност во срцата ваши. Читаме во Колосјаните 3:16. Нашите срца треба да бидат исполнети со Евангелието на Господ Исус Христос. Словото Христово изобилно нека се всели во вас. Библијата треба да се корени во нас, да учиме стихови на памет. Така Светиот Дух ќе може да не исполни, да управува со нас. Зашто Словото Божие е наречено и мечот на Светиот Дух во Ефесијаните 6:17. Светиот Дух не може да го употреби тој меч, ако тој меч не биде во нас. Затоа, да ги земеме овие упатства сериозно, ако сакаме духовно да напредуваме. И Господ нека не благослови во тој правец. Амин. Ке станеме да му благодариме на Бога. Господи и Татко наш небесен, колку многу треба да сме ти благодарни. Бидејќи Твојата љубов кон нас е голема. Ние, Господи, не може ни да ја разбереме. Колку се ти направи за нас. Какви добри мисли ти имаш за нас. Да не благословаш, да не помилуваш, да го сврциш своето свето лице кон нас, да ни го дадеш Твојот мир. Господи, какви ветувања. Прости ни што ги занемаруваме и многу пати не знаеме да ги цениме. Господи, исполни не со Светиот Дух. Помогни ни за војднина, откако прочитавме од Словото Твое, како ние треба да се припремаме за да не исполни Светиот Дух. Војднина да бидеме повнимателни, поупорни, да се исполнуваме со Светиот Дух за наша полза, за да напредуваме духовно. И ти да се радуваш и да си среќен што не имаш нас како своји синови и ќерки. Ти благодараме, Господи, за Светиот Дух. Ти благодараме што не остави сираци, Господи Исус. Амен. Благодараме на нашиот брат за словото, кое беше искажено, кое можевме да го разбереме. А јас сакам да кажам само една споредба. Ке имате малку време, кратко ќе биде. Кога ние избираме председател или во моментот е председателка, ќе ја избереме и ќе ја пуштиме во резиденцијата и толку, не? Ама не е така. Кој ќе биде некој изберен за председател или сега председателката, на неја и се овозможуваат услови. И тоа има советници, не знам колку на број, има стража кои ја чуват, да не биде нападната, да не биде убиена, има готвачи, има слуги кои готват, чистат, се грижат за неја, може би има и доктори, што значи има специјална грижа за неја. Така сме ние во Божите очи. Бог така не гледа, како нешто специјално, нешто кое му значи многу. И затоа Бог го прати Светиот Дух да се грижи за нас, да не учи, да не советува, да не храни, да се грижи во секој поглед за нас. Таа улога ја има Светиот Дух за нас. Значи, ние сме нешто скапоценно во Божите очи. И таму Словото вели,
кој се допира до таков кој е мое дете, како да ја допира зеницата на моето око. И сега што е улогата на председателката? Да се седи во резиденцијата и да се ужива, нели? Не е така. Улогата на председателката е да ја представува нашата земја пред светот. А која е нашата улога? Да ние Бог или Господ Исус Христос го представуваме пред светот. Да му кажеме на светот за Господ Исус Христос. Не да седеме со скрстени раце, не да седеме и да уживаме, но ние треба да сведочиме за Него на светот, да им кажеме за да може да поверуват и да го прифатат Господ Исус Христос. Како што сакаме Македонија да биде признаена, како што сакаме Македонија да има дел и важна улога во овој свет, така и ние треба Господ Исус Христос да го представиме пред луѓето дека е единствен и можен начин за спасение. Јас се радувам што Бог ставил во срцето на некој вака само иницијатива за да сакат нешто да направат за Бог. Би сакал уште повеќе да има такви само иницијативи. Затоа што сега ќе излезе една мала група и ќе испееме една песна и тоа е иницијатива на некој од таа група и би сакал се повеќе и повеќе да има такви кои сакат нешто да направат за Бога. Ќе ги замолам сега да излезат и да испееме таа песна.
Друг пат, ако има некој таква желба, може пак да направиме нешто. Сега ќе испееме песната број 32. Од душа свет животворен, ти дојди од небо. Песната број 32.
децата ќе излезат, да ни кажат стихчето. Нашиот Бог е горен на небото, на небесата и на земјата. Врши се што сака. Псалм 113. Хвала, деца, нека Бог ги благослови децата. Со тоа ние завршуваме со службата. Следната недела одново сме во 10 часот утринската богослужба. Нека Бог ве води, чува, ве исполнува со Светиот Дух, ви дава мудрост, радост, мир, љубов и да даде Бог одново можност да се собереме, одново да го славиме Неговото име. Службата е завршена.